Благодарам, колега Џафери. Почитувани колеги, почитуван колега Стеван Анџија. Овие денови слушнавме од колегите на Социјалдемократскиот сојуз, пратениците од Социјалдемократскиот сојуз, колку се загрижени по однос на оваа точка. Колега Стеван Анџија, пратениците од Социјалдемократскиот сојуз се загрижени кога некој ќе им го сгреши и повредени кога некој ќе им го сгреши презимето. Ама воопшто не се загрижени за срамени што го повредија и секојдневно го повредуваат Уставот на Република Македонија. Ова ни ја покажува нивната самобендисаност и ова ни покажува колку самобендисаноста е поизразена од свеста и совеста кај пратениците од владеачкото мнозинство. Постојано не обвинува дека ние сме против албанците. Почитувана јавност, никој нема ништо против албанците. Сите ние живееме во Република Македонија и сите ние треба да ги почитуваме државното знаме, државната химна и државниот грб. Тоа значи дека си ја сакаме и почитуваме Република Македонија. И ако сакаме да градиме единство и соживот, сите ние треба да бидеме единствени кога се носат закони кои што се од доброто на сите граѓани. Во Република Македонија постои закон за употреба на јазиците. И овој закон е донесен во 2008 година, е потпишан и подржан од лидерите на најголемите политички партии. Овој закон е изменет во 2011 година. И доколку некој смета дека треба нешто да се смени, значи имаме закон на кој што можеме да го доработиме и да го измениме. Постапката за оваа скратена постапка за овој предлог закон покажува дека со него сака да се изманипулира јавноста, да се сокрие нешто и да се донесе вака на брзина. Доколку имате искрена намера и сакате да излезете во пресред на нашите колеги од албанските политички партии и воопшто на албанските граѓани, тогаш заедно да разговараме за веќе постоечкиот закон. Да дебатираме, да дискутираме. Нека има јавна расправа и нека секој си го каже своето мислење. А потоа да донесеме закон кој што ќе биде за унапредена употреба на албанскиот јазик. Вака покажувате дека уште еднаш, како што го злоупотребивте Уставот, кога го избравте господинот Талат Џафери да председава со ова собрание, така и сега, во скратена постапка, се обидувате да го изиграте Уставот на Република Македонија. Благодарам.